Почна одбележувањето на 30 годишнината на независноста. Денеска во Министерството за надворешни работи беше презентирана изложба по повод 8 септември, која ги содржи сите клучни моменти од надворешната политика на земјава во изминатите 3 децении. Тоа се основните први документи во надворешната политика. Ведност на Обединетите нации, Европската унија, Белата куќа, Стејт департаментот. Стигнаа видеочеститки од десетина министри, шефови на европски дипломати и на држави од соседството. Драги пријатели, честитајќи ви уште еднаш оваа значајна годишнина, би сакал да ја изразим мојата убеденост дека постојните пријателски билатерални односи ќе продолжат да се развиват и прошируваат во сите прашања од заеднички интерес. Чест ми е да ви се обратам по повод 30-та прослава на денот на независноста на Република Северна Македонија и истовремено да им го честитам овој значајен јубилеј на сите нејзини граѓани. Мило ми е што Северна Македонија и Германија беа блиски пријатели и партнери од самиот почеток. Германија останува цврст поддржувач на зачленувањето на вашата земја во Европската унија. Но токму ЕУ процесот за кој зборува шефот на германската дипломатија повеќе од една година е блокиран поради бугарското противење кое очекувано не се најде во видеочеститката на бугарскиот министер за надворешни работи. Шефот на македонската дипломатија не мисли дека оваа година била целосно неуспешна. 21 година е многу важна заради тоа што го добивме претседателството во ОПСЕ, станавме членка на БСЕК организацијата, голема регионална организација како 13-та членка и други сериозни надворешно политички постигнувања. За жал, се уште не успеавме да ја операционализираме политичката одлука за почеток на преговори поради прашањето кое што го покренува Бугарија. 26 земји членки сметаат дека ние се однесуваме конструктивно, дека ние се однесуваме достоинствено и не охрабруваат да продолжиме по тој пат активно да работиме за да изнајдеме решение. Тоа ќе продолжиме да го направиме независно од дневно-политичката агенда. Јас тоа можам да кажам дека како што успеавме со НАТО, ќе успееме и со Европската унија. Значи прашањето не е дали, туку кога. 30 годишнината од независноста, македонската дипломатија покрај предизвикот со Бугарија ја дочекува и со голем скандал поврзан со притворањето на дипломат во Србија, инаку акредитиран во ОПСЕ во Виена, поради издадена меѓународна потерница за помагање бегство на лице од Ерменија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.